Се радвам што сме сите овде заедно ова вечер. Се надам дека имавте убав ден, да го завршиме денот со една убава тема, како почеток, како прва вечер од, како што гледате, насловот на нашите 3 предавања, како да се викне живот. Тоа е нешто што тоа е едноставно основа да копнеш на секој човек, да бидеме среќни и се што е поврзано со среќата. И наистина се радвам што во оваа прилика и овие 3 дена ќе можеме да слушаме совети, бидејќи секој од нас се соочува со секакви предизвици во нашиот живот. Секогаш постои некое прашање врзано за овие теми. Значи, вечерашната тема ќе биде интересна, што не прави среќа. Неколку зборови за нашиот говорник. Магистар Томе Насков, нашиот предавач и говорник, е од Скопје. Има завршено пасторални студии во Англија, во Ниволт коледж. Тој исто така сертифициран професионален коуч од страна на Ericsson Coaching International. Исто така можеме да кажеме дека во изминатите овие 4 години назад има многу одржувано многу предавања низ бившите XU простори, така што навистина со задоволство се го представам и навистина мило што ќе можеме да слушаме овие 3 вечери, да уживаме во овие предавања. Се надевам дека навистина ќе имаме и вечера, пријатна вечер и следните 2 вечери и затоа во овој момент да не должам многу, ќе го повикам да си го заземе своето место, а вие уживате. Добро вечер. Веќе заслужив аплауз, е? Фала бе, фала. Оно што не беше спомнато, можда е дека ја сега моментално 4 години веќе работам и живеам во Белград, така да ние се викаме скопјаните, онака користиме србизми многу, но можеби ја ќе бидам во искушение уште повеќе да ги користам, затоа извинување однапред. Јас денеска пристигнав од Белград. Навистина мене ми беше многу стресен овој ден. Се надевам дека сега вие ќе уживате, ама од стрес ќе биде уште поголем. Но моја задача е да го задоволам вашето внимание, односно вашата радозналост, затоа што сте избрали да бидете овдека. Ова вече сте можели да бидете на различни места, но вие избравте да бидете овдека и сега јас треба да го задоволам тој ваш избор. Како што беше најавено, темата за денеска е што не прави среќни. Кога држам ваков тип на како да го подобриме квалитетот на нашиот живот, обично почнувам со еден слайд кој мене ми е. Тоа е овој слайд. Ајде малку да го анализираме. Што се случува овдека? Гледаме дека имаме двајца кои се трудат многу напорно. Може тоа да го согледаме, така? Тие се трудат многу напорно да нешто успеат во нешто. Но сепак, нивниот напор може да се увиди дека не е многу ефикасен. Зашто не е ефикасен? Затоа што не користат некои средства кои би им го олесниле напорот или би го олесниле патот до целта до која тие сакаат да остварат. И многу интересно ми е овдека не само што илустрира таа динамика дека постојат алатки кои ние не ги користиме, па поради тоа не напредуваме можеби како што ние сакаме, но овдека во овој слајд има и една дадена додатна нота зошто е така. Че постои човек кој нуди решенија, но овие луѓе не, фала. Овдека е дадено многу сме зафатени. Може да биде многу други, знаеме ние како. Кој си ти? Ја вака терам, неш како и така да. Значи има многу начини кои ние можеби не заслужуваме во нашиот живот и да се прашаме дали оно што го правиме е навистина плодотворно во однос на оно што ние сакаме да го добиеме. А овдека, значи, ова препрека која што е овдека поставена, многу сме зафатени, мислам дека ретко кој од нас е имун на овој проблем.
Zato mi se dopadja ова перспектива на Брене Браун која кажува многумина од нас сме толку зафатени и толку не сме во допир со својот живот, што вестината за тоа како се чувствуваме и што навистина ни треба, не може да не достигне. Односно, не даваме време да се соземеме, да направиме некаква рефлексија и да може би нешто промениме. Ја верувам дека сите од нас ко бебиња сме биле вака ентузијасти, нели убаво, ние сите не сакаат, постоја некоја ведрина и кој ќе ги видиме вакви нели лица, нас се развива ведрина, како што сега гледам кај вашите лица, но после некој кратко време некако сите сваќаме дека не иде баш така глатко се во животот, така. Се прашуваме зошто, како, што да направиме и така натаму. Као што рековме самиот вовед, едно од суштествените прашања на секој човек е како да има еден исполнет среќен живот. Тоа е една суштествена тенденција. И затоа многу мина од нас се обидуваме да ја решиме оваа загадка или да најдеме начини како да дојдеме до тој квалитетен живот кој ние го посакуваме. Додека бев во Англија, имав прилика да гледам еден документарец кој се викаше The Happiness Formula или Формула за среќа, која правеше британската ТВ станица BBS, кои се навистина фантастични во продукција на документарни програми. И тука ова беше во неколку епизоди, овој серијал се бавеше со тоа прашањето како луѓето да живеат среќно. И многу интересно ми беше што во овој документарец беше спомнат еден факт, а тоа е дека УНИЦЕФ прави истражување, не знам на која временска одредица, истражува како е задоволството или среќата или квалитетот на животот во европските држави. И тие истражувања покажат дека токму во таа богата Англија, во некои наши перспективи, децата се едни од најнесреќните во Европа. И тоа доведе некој аларм во британското друштво и тие се прашува што да прават. И едно од решенијата кои тие ги направија, имаат министар за среќа. Значи министар за среќа или за квалитетен живот и имаат воведено предмет во нивниот образовен систем за среќа. Како луѓето да станат среќни. Не знам дали знаете дека постои интернационален ден за среќата. Дали знаете кој ден е? Нормално. Почетокот на пролета, 20 март, е интернационален ден на среќата. Една гранка, да кажем научна гранка од психологијата која се бави со ова прашање е позитивната психологија. Позитивната психологија е научна студија за тоа што го прави животот вреден за живење, фокусирајќи се на индивидуалната и социјалната благосостојба. Чи позитивната психологија, за разлика од традиционалната психологија, која некако се фокусира на прашањето што не е во ред со тебе или што не е во ред со луѓето и зошто не е во ред со луѓето. Позитивната психологија повеќе се фокусира на прашањето што е во ред со тебе и зошто. И ги анализира оние луѓе кои се сретни, кои имаат квалитетен живот, кои имаат долговечен живот и они истражуваат се што прават тие луѓе имаат таква благосостојба. Че позитивна психологија повеќе се бави со добросостојба, со благосостојба, со потикнување на потенцијалот на човекот да има квалитетен живот. Или еве со една слика тоа да го прикажеме, традиционалната психологија можеме, ова не е еден едноставен представ на двете дисциплини, значи се бавеше со менталните болести или кога постои нека дисфункционалност да се врати човекот во некаква нормалност на функционирање. А позитивната психологија, иако постои некаква нормалност, е како таа да се подобри. Значи подобрување на квалитетот и за ментална благосостојба. Обично кога разговараме за среќата, за благосостојба, за убав живот, постојат одредени убедувања или не би ги рекли митови околу нас. Првиот е судбина. Што да правам судбина? На некој им е пишано. Да бидат среќни, мене не ми е пишано. Или некој сад, дај да видиме како ти е дланката, што ти кажува, како кажува звездите, како кажува
било што околу нас, да се толку да видиме каков ќе ти биде, каква ти е судбината, каков късмет имаш. Така. И некако као да е предодредени и ние као да сме жртви на некои други сили. Така не е пишано, што да правиме. Или ја мислам дека таа тенденција е бегање од одговорност. Што да правам сега ја, кога имам ретрограден Меркур у 12-та куќа? Што да правам ја? Татко ми е нервчик и јас сум нервчик. Тоа на некој начин е бегање од одговорност. Ќе видиме тоа зашто понатаму во нашето предавање. Жувањата покажуваат дека човекот треба да излезе од оваа предпоставка дека е жртва на судбина, туку да свати дека е агент на креирање на својата судбина. Други некој мит или онака убедување, среќата е во задоволството, нели? Уживај, и тоа е еднаш кога се живее и така натаму. Мене многу ми интересно тој приступ, еднаш кога се живее, удри све и скрати го тој живот кој еднаш кога се живее, нели така? Зашто ако јадеш, пиеш, нострмно, ти го изгуби здравието, така. Значи многу, али обично така е меѓу народ. Хедонизм, че задоволството е смислот на животот, уживе што повеќе можеш. Но многу е интересно што дека постои хедонистичка, како да кажа, како ми недостасува се адекватен збор, да adaptation, како би рекле са, прилагодување. Односно, све што нас ни е ново, за некое време ни е ново, ни е интересно, после тоа бледне. Ќе купите нешто, во гланците, гледате дали е изгребено, после тоа нормално е нешто друго, после ние е желба да имаме. Че после тоа задоволството избледува. Се навикнува нашата психа и бара нешто ново. И секојаш нешто повеќе. И треба секојаш да се количината да се зголемува. И никогаш доста. И една друга перспектива која постои, среќата не одредено. Кога ќе бидам ја таму, само да добијам виза, да изведам бугарски пасош, да отидам во Германија, да отидам она, значи, кога тоа, тогаш ќе почнем он живот и ќе бидам ја среќен. Кога ќе се оженам, кога ќе се омажам, кога ќе завршам, кога ќе... Некоја точка тогаш ќе почне. Што ако тоа не се деси? Гледате како тоа се предодедуваме на некој начин да зависиме од нешто. Прво, овие истражувања за кои ќе збориме, докажуваат дека не постои место каде што се наоѓа среќата, него е пресвеѓа среќата и благосостојбата зависи од нашата состојба на умот. Нашиот став и одредени работи, вештини и убедување кои треба ние да ги имаме, за кои ќе збориме оваа вечер. И затоа ми се допаѓа овој цитат. Среќата е како пеперутка. Колку повеќе ја бркаш, толку повеќе таа бега од тебе. Но доколку ги приметуваш другите работи околу тебе, таа нежно ќе дојде и ќе слета на твоето раме. Че обсесија со среќата може да биде контрапродуктивна. Кои се тие активности или кои се тие некои попратни елементи кои би требало ние да се фокусираме и да таа пеперутка слета на нашето раме. За ова прилика која некој темот имаме две книги, пионирите на овој правец позитивна психологија. Првиот е Мартин Селигман, кој е основоположник на позитивната психологија. И има различни книги, имате видите беселе таму аутентична среќа, flourishing или како би тоа некој благосостојба би рекле, можда на македонски превод. И во оваа книга тој објаснува дека неговиот концепт за тој квалитетен полнет живот се наоѓа во овој акроним, PERMA. И овие 5 елементи. Првиот елемент е позитивни емоции. Некој оптимизам, повеќе да постои некоја радост, тенденција за позитивни емоции. Вториот елемент е engagement, са тоа малку е
Може? Друга книга на која подлабоко ние сад ќе се е од соработник на Мартин Селигман, а тоа е Сонја Љубовски. Она има напишано ова How to Happiness или како до среќа, или од што се состои среќата. И врло интересен овој, како да кажеме, насловната страница на оваа книга. Видите ова. Значи тоа е нивна Apple Pie, или тоа го ова би било пита бурек. Овдека, значи, битен ове што недостасува. И за оние кои се бават со математика ќе видат дека тоа е една пропорција. Односно, оваа слика илустрира еден факт кој овие истражувања сака да укажат. А тоа е дека квалитетот на живот на една особа зависи 50% од нивните гени, односно наследство. 50% од наследство што имаме. Значи, некои предиспозиции кои се генетски дадено, има исто така и предиспозиција за среќа кај некои луѓе. Но тоа е 50%. 10% зависи од околностите. Значи 10% зависи од околностите, ние мислиме дека многу повеќе зависи. Кажувам што кажуваат овие истражувачи. И 30%, затоа дека видите недостасува тоа, е нашиот избор. 30% зависи од нашите избори каков ќе биде нивото на среќата во нашиот живот и нашата благосостојба. 40% е во наши раце. Затоа што реком, значи нема тука судбина, 50% можда нешто е предодредено, но и тоа што ни е дадено, нашите избори одредуваат што ќе направиме со тој потенцијал. Некои луѓе може би имат потенцијал, предиспозиција генетска и за некои болести, но со начинот на живот ќе го држат онака под контрола. А некои луѓе кои немаат таква предиспозиција со начинот и стил на живот, кој е нездрав, ќе имат може да се разболат од одредена болест, иако немале предиспозиција генетска. Значи, поново тие 40% регулираат. Или, да направиме илустративно, јас се сакам ова илустрација, а тоа е да кажеме, животот ни дава одреден материјал. Но нашите избори, што ќе направиме, видите, како овдека овој глинер со и нашите избори, со нашите покрети на прстите, ние го обликуваме нашиот живот. Одреден материјал, животот, тркалото на животот ќе оди, но многу е битно ние како ќе избереме, што ќе направиме за да го обликуваме нашиот живот. И во оваа книга постојат 12 елементи или вештини или ставови, пракси кои имаат исполнет живот, ги прават и од тие сугерираат за оние кои сакаат да имаат квалитетен живот да ги развиваат овие елементи или активности или вештини, може ми се така сите тие термини да се користат. Сега ние ќе се фокусираме на овие 12 елементи. Првиот елемент е негување на квалитетни односи. Се повеќе и повеќе истражувањата покажуваат дека човекот пред се е социјално суштество. Социјално, што значи зависи од квалитетот на односите. Квалитет. Имате една најдолго истражување кое е направено во светот, еден дел од Харвард универзитетот го има спроведено, земана една група, одредена група на луѓе и пратени се низ целиот живот. И се гледа кој како завршиле, кој колку живееле, каков е квалитетот на нивниот живот, што ги довело да биде таков нивниот живот. Едно онака деталното и долго истражување. Крато што е зова да најдете TED Talks, ако ги знаете, тоа е сликата од први 10 најгледани TED Talks е управо еден од овој, или можете да најдете оваа книга каде го има сумирано цело ова истражување. И истражувањето покажува дека најважен детерминатор за квалитет и долговечност се квалитетни односи. И тоа најбитно квалитетни брачни односи.
Че луѓето кои имаат квалитетни односи, тие навистина имаат квалитетен, среќен живот. Една друга книга која зборува за ова, Blue Zones или плави зони, која се бави со долговечност. Каде живеат луѓе кои најдолго живеат. И тоа се овие 5 географски позиции или заедници ни светот, каде што тие живеат подолго од просечните луѓе. И во овие истражувања они покушавале да откријат што е тајната. Една од работите кој е многу битен за ова долговечност е управо квалитетните односи. Те имаат блиски семејства, блиски односи или постојано се некако социјално активни. Не се отуѓени од себе. Покрај живот стил, исхрана и позицијата каде живеат, но пред се еден главен детерминатор за нивната долговечност се исто така квалитетни односи. Друг елемент е изразување благодарност. Изразување благодарност или дух на благодарност, или став на благодарност. Што за жал се повеќе и повеќе недостасува. Многу ми се допаѓа честата на кој кажува дека благодарноста е мерила на секоја среќа. Че не може човек да биде среќен, да не бидеш благодарен. Са многу интересно прашање. Дали е благодарен или благодарноста те прави среќен? Многу интересно прашање. Значи што? И двостранно е на што предходи. Многу интересно тоа да се истражува. Благодарноста као став, као предиспозиција не отвара да гледаме она што го имаме и да го цениме. А не да се фокусираме на она што го немаме. А некогаш ние она што го немаме чекаме да ни се случи као на одредиште што рековме и до тогаш никако начин као нашиот живот да е не пауза. Додека тоа не се случи, ние сме во чекална, па чекаме среќа да каже ајде, следен, дојди тоа. Но кој што значи патувањето е битно. Ставот, не некои хайлайтс или некои онака важни места. И ние зашто е например благодарноста се помалку ја имаме? Поради тоа што ние сме бомбардирани секогаш со пораки од агресивниот маркетинг кој ни кажува ова ти недостасува. Се ми го ова, тогаш твојот живот ќе биде. Ова ти треба уште така. Или денеска постои се повеќе и повеќе така една филозофија, ти заслужуваш повеќе. Ти заслужуваш најдобро. И ти секогаш никако не изгледа како да кратки. Као да некогаш се ни недостасува нешто. А не да застанеме и да уживаме во она што го имаме. Бонхоф фантастична перспектива кога вели: само со дух на благодарност живува богат. Значи не богат оној кој има многу, туку оној кој е задоволен со она што има. Имате многу луѓе кои се богати, али не се задоволни. А имате многу луѓе кои не се богати, а се задоволни. Што е разликата? Став. Како ја ќе се однесувам во моите околности и во она што го имам. За жал, некогаш и нашата како што ова карикатура го покажува, некако повеќе спремни за поплаки. Ја обично викам дека национален спорт во Македонија е кукање. Значи, разумете, ако се фокусирате на она што не чини, не можеме да бидеме благодарни. И за жал немаме некоја култура на благодарност. Така може да кажам и во моето семејство. Исто така беше кога ние тројца мажи, мајка ми секогаш не спрема и она работи, или кога дојде од работа, она иде во куња да спрема нешто. Мажот као по некое право може да биде слободен и така натаму, она спрема, ние ќе дојдеме да јадеме и кога јадеме, повеќе што зашто ова, зашто вака, зашто е солено, зашто она, многу малку благодарам. Ја
Не се гордеам за ова што го зборувам, но кога отидов во Англија, повеќе видов колку имате култура на благодарност. Постои цела индустрија на честитки за благодарност. Со различни слики, со различни она. Са некој ќе каже, тие се лажни се, разбирате, британците така само, polite. Ја викам, нека се polite, али прија. Разбирате? Али ние сме, што мислиме, кажуваме во лице и тоа ние сме, разбирате, онака, а тоа што го мислиме, многу малку е од благодарност што го кажуваме во лице, разбирате. Значи, секојаш има место за подобрување. Други елемент е негување оптимизам. Значи, оптимизам како став во животот. За кога збориме за оптимизам, некои кажат се, добро, оптимистите некако живеат во облаци, значи не збориме за ваков оптимизам, значи нереален, него збориме оптимизам како еден став или предиспозиција во животот, во кој ја мислам дека, чекај, ја имам шанса во овој живот. Ја можам да се трудам и со тој труд може да добијам некој позитивен резултат. Песимистот кажа, што ако се трудам, кога знам дека нема да добијам ништо. И не се труди и нема ништо. Али оптимизмот дава можност да нешто се случи. Значи, самите ја отвараме врата на можности, да успееме, да се обидеме. Затоа оптимизмот е, значи, како она слика, што ќе се фокусира? Полуполна или полупразна? Кој видите, полу е празна, и тоа види зашто сум ја така, ова, она, а некој полно е полна, сепак има некаква вода, да е максимум тоа да направам. Значи, оптимизмот пресео не отвара за можности. Може да кажеме дека постојат две перспективи во животот. Нормално ова е многу покомплексно, али може кој илустрација ми се допаѓа. Има перспектива на пчела, која иде во околината, види цвеќиња, види сладост, ово она. Околина мува, гледа на што? Нема да идеме во детали, мислам дека сите знаеме, и значи, гледаме колку е важен фокусот. На што се фокусира? И тоа ќе зависи мојата благодарност и тоа ќе зависи каква позиција ќе имам живот. Значи, за да ние имаме еден квалитетен живот, потребна е доза на оптимизам, која вели, јас ќе се потрудам, може или моето вложување може да даде резултати. И кој што видовме, ако се сеќавате претходно, за оние луѓе кои имаат некакви постигнувања во животот, тие се среќни и задоволни. А секој кој постигнал нешто бил оптимиста. Разбирате? Не може ако не бил оптимиста, нема да воопшто се обиде нешто да направи. Следен елемент, избегнување на претерано размислување и споредба. Значи, два елемента се поврзани. Избегнување на претерано размислување, некогаш животот е онака што е комплексен, го правиме уште покомплексен. Обично кога идеме, што би било кога би било, а што ако и така натаму, или некога си взимаме себе си многу преозбилно и така натаму, и правиме некогаш, кој што викаме ние народно, од комарец слон. Животот е онака комплексен, али повторно е оној 40%. Значи, од нас, како ќе ги согледаме работите, или како ќе се справуваме, ќе зависи како ќе биде квалитетот на нашиот живот. И другиот елемент е социјална споредба, споредување. Мислам дека денеска е многу актуелно ова, поготово младата генерација. Поради социјалните мрежи, каде што се изабрани некои хайлайтси на одредени животи, кои се фабрикувани или се онака, ја може денеска да идам на Фейсбук и да видам, види го овој на Сејшели, а ја овде у Скопје. И овој се оженил, а ја овој купил кола, а ја моја види не може да запали. Значи, нон-стоп некое споредување. И кој што ова дете не уживаме во сладоледот кој го имаме, поради тоа што гледаме некој има поголем. На тоа на комшиското. Многу интересно ми беше кога тој документарец кој го спомнав Happiness Formula,
Имаше едно истражување кој беше многу интересно. Земале 3 личности за тој експеримент и ги повика да, ако се доброволци, да земат учество во тој експеримент. И нив им дадоа, ги стават на една маса, има коверт пред нив, и после некој време ги отворите го тој коверт. И личноста го отвара тоа, ви благодариме што учествувавте во овој експеримент, во знак на благодарност, еве ви даваме 10 фунти да нешто се почастите. О, фала, добро све. Доаѓа следна личност до неа, и они исто имаат некои прашања, дават коверти на таа личност, и она отвара и каже, ви благодарам на основа на што дојдовте од дека, и на вас за благодарност ви даваме 50 фунти. И многу интересна реакција на првата личност. Одма. Сега, та дојде, без да очекува ништо, доби нешто, а поред тоа што друга личност доби повеќе, таа е несреќна. И те се фокусираат токму на тој феномен, на социјална споредба. Значи, са некој другиот, а са ја имам помалку, иако добив повеќе него што се надевав. Значи, многу интересна таа динамика и тоа може да кажеме луѓе кои не се фокусираат толку на туѓите животи или се споредуваат себе си на еден негативен начин, те им повеќе може да бидат задоволни со својот живот и да бидат среќни. Следен елемент, практикување дела на љубезност. Практикување дела на љубезност, односно, истражувањата покажуваат дека луѓето кои повеќе прават добри дела за другите или парите своји лични ги трошат за да усреќат некои други, се позадоволни од оние кои само ги трошат на себе или се усмерени кон себе си. Од една страна имаме на некој начин фокусирање на некоја себичност, која не вели зграби, земи, зашто ќе нема, или видиш сите зимаат. Од друга страна, среќата е токму во надавањето. Кој ќе се сподели со некој друг, кој ќе се усреќи некој друг, ние сме посреќни. Истражувањата покажуваат да токму оние наши средства кои сме ние вложиле за среќата на другите луѓе, повеќе нас не направили среќни. Него ли да сме ги потрошиле на себе си. Значи, фокусирање на другите, како можам ја да ја подобрам благосостојбата на другите, како ја можам да помогнам на комшијата до мене, ближниот до мене, е услов за квалитетен живот, за среќен живот. За жал се повеќе мислам дека има фокус на себе си, на се помал некоја група на луѓе, и затоа може би се повеќе истражувањата покажуваат дека луѓето, иако квалитетот на животот од една страна се подобрува, но во оние технички домени, во квалитетот на животот и задоволството опаѓа. Токму поради таа може елемент да биде тоа фокусираност на себе си или тој капиталистички индивидуализам, кој за жал галопира во нашите простори. Ја обично кажувам, за жал, од Западот ни доаѓаат само лошите работи. Не доаѓа стандардот, него доаѓаат лошите нус производи, да сме презафатени, да сме отуѓени, да има некои вредности кои може би не се за наша благосостојба, а некако не стандард за кој ние велиме дека тој Запад е добар, не доаѓа. Веќе тоа зависи од некои предуслови, али преку културата доаѓаат овие вредности. И тој екстремен индивидуализам, жал, е оној што не ускратува нашата среќа. Друг елемент е способност простување, односно практицирање на. Сите ние знаеме дека животот е комплициран, дека ќе не повредуваат, или дека сега може би се чувствуваме повредени. И многу ќе зависи квалитетот на нашиот живот од тоа како ние се однесуваме со тие повреди. Значи, не е толку клучно што ни се случило, туку како одговараме на она што ни се случило.
Токму простувањето ја дава оваа динамика. Што ќе правам јас со тоа што некој мене ми направил? Обично кој ќе бидеме жртва на некаква неправда, кај нас се јавува нормална емоција гнев. Се јавува горчина. И поради тоа, ние не сакаме да простиме на таа личност, често пати сакаме можеби одмазда, се јавува и омраза и така натаму. Прво е многу интересно, имам цело предавање за простување, па затоа се сум искушение до колку да зборувам за овој елемент. Многу интересен феномен ми е исто во Холивуд, кога ќе видите филмови, колку се на темата одмазда. И многу интересно е што правиме ние кога гледаме филмот. Навиваме. Зашто? Правдата да биде задоволена. Видете? Затоа што да се прости изгледа дека не е праведно. Не е праведно, но е добро. Тоа е една работа што може би најважна од вечера може да запамтите. Не е праведно, но е добро. Бидејќи непростувањето некому е ставање заробен во таа ќелија на горчината, на тој гнев. И обслужуваме казна за туѓ престап. Стануваме затвореници. Луис Смитс има една фантастична книга за простување и тој таму вели да се прости значи да ослободиш затвореник. И при тоа да свати затвореник си бил ти. Многу интересно дека ние обично мислиме дека простувањето е процес во однос на таа личност. Него простувањето всушност е процес во однос на настанот кој се случил. И мојот однос кој тој настан, мојот емоционален однос кон тој настан. И простувањето зависи од мене, не зависи од таа друга личност. Пред се, може да биде инволвирана и така натаму, но пред се зависи од мене како јас ќе го ја разделим таа неправда, таа рана како ќе. За жал, ние често пати установуваме во состојба на жртва. Таа особа може би веќе продолжила со животот и не се сеќава не уште, тоа мотаме нешто низ глава, уште се некако сме кивни на себе, како дозволив да бидам будала, така наивен, ово, она и така натаму. И се уште страдаме. Простувањето значи емоционално на тој настан кој ни се случил. И затоа ја оваа перспектива која вели прости другите, не зашто заслужуваат прошка, туку затоа што ти заслужуваш мир. Обично викаме не е фер, не заслужува таа и нема доброста. И тоа е правда. А при тоа повторно страдаме. Простувањето е да се пушти тоа, да се ослободиме за нешто ново, бидејќи таа горчина не држи како затвореници. И постојано сме жртви. Следен елемент е развивање стратегии за справување со проблеми. Животот е полн со проблеми и многу е битно како ќе се однесеме кон нив, како ќе се поставиме, каков став ќе имаме кон тие проблеми кои нас се случуваат. Многу ми се опаѓа една од, верувам чуле и претходно, најпозната молитва која постои во светот, покрај Оче наш, нели, кој верувам да сме чуле и ни е позната, е токму ова, која вели: Боже, дај ми сила да го прифатам она што не можам да го променам. Храброст да го променам она што можам и мудрост да разликувам едно од друго. Ова е фантастична животна философија. Боже, дај ми сила да го прифатам она што не можам да го променам. А многу интересно, ние се грижиме за работите кои не можеме да ги промениме. Затоа што не можеме да ги промениме. Збирате се логиката. По тоа што немаме контрола на нив, ние се грижиме. А кога немаме контрола, само не останаме да ги прифатиме. Али ние некако сме во тој вртлок некако заглавени. И затоа многу е битно тоа, али видите, храброст да променам она, што рековме, оптимизм, став, проактивност потребна е. И мудрост да ги разликувам, зашто ако ги промениме категориите, ние ќе вложуваме во нешто, ќе се надеваме нешто што не е во наша контрола, или нешто што не може да го променам,
тогаш уште повеќе тоа ќе биде извор на фрустрација. Следен елемент е посветување на вашите цели. Многу е битно човек да има одредени цели и да е стреми кон нив. И кога ќе исполниме некои цели да имаме задоволство, кој што сеќате тоа на елемент achievement. Кога ќе имате нешто што во што сте биле успешни. Тоа дава некој, значи ви дава само доверба, вредност и така натаму, и имате една повратна информација дека може да успеете во животот. И затоа многу битно човекот да има цели, не да биде онака као некој што видиме, ќе видиме времето што ќе донесе. Времето не донесува ништо, него ние што внесуваме во времето е битно. Времето си тече, овој сат од дека ако свртиме, он ќе тече. Но што ќе правам ја во него зависи тоа кој е. А целите ми одредици некакво усмерување, но и задоволство кога ќе ги исполниме. Уживање во секојдневните животи, односно во малите обичните работи. А тоа е да знаеш како да уживаш во мали работи. И кога јадеш, да јадеш, што е убаво и така натаму. Иако тоа не е можеби некој кавиер и не знам што, тоа е да е нешто што е многу обично. И оној кој знае тој да ужива секојаш е на гозба. А оној кој треба нешто да биде специјално, додека не биде нешто специјално, се предодредува себе си да не ужива. Али секојдневните работи многу битни. Брене Браун вели, сите сме толку зафатени со необичното, што забораваме да застанеме и да бидеме благодарни за обичното. Значи, чекаме тие големи работи да не се случат. Големите работи. До тогаш ние сме на пауза. Али тие малите, ако ги вреднуваме дека сето тоа е дар, викам, обично велам, секој ден е подарок. Знаете колку несреќи може да се случат. Јас сега од Белград патував, па тоа може не знам колку пати да се случат, не знам какви, а да не стигнев тука и да не бидам оваков цел. Секој ден е подарок. Ако сме живи и здрави, премија. Али кој што рекоме апетитите наши се тај, нешто ова недостасува и така натаму. Али оној кој научува да ги ужива во тоа е секогаш на гозба. Правете активности што навистина ве исполнуваат, е многу битен елемент. Да човекот најде оние таленти кои ги има јаки страни и да ги користи. И тогаш човекот чувствува задоволство. Некогаш наша фрустрација не е толку во големината на работата, туку на видот на работа која работиме. Ако нешто не е во нашите таленти, тоа нас не фрустрира. За вашите таленти вие заборавите, времето одминува, ја некојаш, значи кој ја ми сметам ова да подготвувам некои презентации, така натаму ја заборавам да јадам, се ја не јадев. А за нешто онака одно бараш начини како да направиш кривина. Значи многу е битно да бидеме свесни за јаки страни и да ги спроведеме во нешто на таков начин да допринесуваме за другите. Тоа е рецепт за исполнет живот. За жал, мислам дека нашава култура нема такво образование. Да не учи од мали да видиме кои ни се јаките страни, зашто имаме афинитет, него што е тато, мама, што ќе се плати добро и така натаму, за жал такви ни се економските околности. Али и многу битен елемент колку може да работиме на овој сегмент. Друг елемент кој јако битен е грижа за вашето тело, нема многу да се задржуваме за ова, значи треба да се пази за здравието, доколку сакаме да имаме квалитетен живот. Мислам дека таа ставка е јасна, но често пати ја занемаруваме, не спиеме за да завршиме нешто, трчаме за некои работи и после нашето благосостојба зависи од благосостојбата на нашето тело. Али не некогаш го користиме како некаква алатка за нешто што ние мислиме дека ќе не направи среќни. Али го занемаруваме него и на таков начин патиме по тоа. И последен, но не последен важност, истражувањето покажуваат дека среќни луѓе исполнети се оние кои се религиозни или имат и развиват духовност.
Многу интересно што денеска некои викаме се повеќе луѓето се секуларни или не веруваат веќе, не се религиозни, бидејќи тоа треба се надмине, тоа е за некои стари времиња, за некои кои се нели со кратки погледи на свет, но истражувањата покажуваат токму има верување дека се дел од некаква поголема приказна, кои веруваат дека постои нешто поголемо од нив, кои веруваат да. За мене, например, ја го прифаќам христијански на свет и јас сум оној кој живеел одредено време као да ето нема рели као да кажеме као атеист, ако некој потоа сознал дека постои или верува во постоењето на Бога, може да видам таа разлика. Али истражувањето покажува дека токму луѓето кои има таков однос со нешто трансцендентално, со верба во Бога, живеат поквалитетен живот. Ево едно научно истражување кое, например, е истражувало потенцијалот на молитвата. Ова не се луѓе религиозни кои истражувале па за да докажат дека навистина тоа, него се луѓе кои се научници со отворен ум. Видите, молитвата подобрува само прави полюбезни, прави поспремни да простите, кој е многу важен елемент, да го зголемува самодовербата и го намалува стресот. Значи, религиозност и се тоа што го рековме може да го разбираме во 5 групи на вештини кои се битни да човекот ги има во својот живот да би имал квалитетен живот. Вежбање, благодарност и позитивно размислување, инвестирање во социјалните врски, управувањето со стрес, тешкоти и траума, за оно што ни се случило, или простување, како се случуваме со проблемите кои ги имаме, уживање во сегашноста и живење во сегашноста, значи не да чекаме иднината, па до тогаш онака да стоиме на некако предиспозиција на незадоволство, и друго е грижа за телото и духот и душата. Се тоа може да го сумираме со ова карикатура која мене многу ми се допаѓа. Јас сум на карикатури. Значи, што имаме одека? Човекот е на апарати кои го одржуваат неговото здравје и го одржуваат во живот. На мобилниот, нели ова денеска извор на стрес е токму ова икона. Е на мобилниот е мала и само каже што да прави, треба да уклучи да ја наполни батеријата. Вклучува батеријата, ама го исклучува апаратот кој го одржува. Што илустрира ова? Приоритети. Што ќе посветиме време, на што ќе посветиме фокус? Дали на работи кои ни го одржуваат во живот, на квалитетен живот, за кој зборувавме денеска, или ние ќе се надеваме дека во друг негде приклучок ќе може да најдеме среќата. Моја беше или моја желба беше да ги поделам овие работи за кои ја верувам дека навистина се точни и дека доколку ги развиваме можеме да се надеваме на квалитетен живот. И сметам дека не е битно само да живееме, да преживееме, туку треба да живееме со полна плуќа. И затоа се допаѓа ова перспектива. Никол каже на крајот на краиштата не се важни годините во животот, туку животот во вашите години. Значи, зборуваме за квалитет. Квалитетот можеме да го регулираме, квантитетот некогаш не можеме, бидејќи иако можеме тоа може да се случи нешто да се го прекине нашиот живот, но квалитетот е во наши раце. 40% кој што рековме зависи од нас. Работите кои зависат од нас, кои би требало да имаме да обрнеме внимание, беа илустрирани оваа вечер. Сега на нас што ќе направиме и дали ќе се потрудиме да повторно ја вратиме овој ентузијазам и да уживаме животот и да навистина го направиме тој живот квалитетен. Сега е на вас што ќе направите со сето ова што го слушнате. Фала ви многу, бевте многу добра и примателна публика. Благодарам. Се гледаме утре во исто време. Значи, утре ќе биде фокус повеќе на квалитетни односи. Првиот елемент кој рековме, кој е битен, квалитетни односи, ќе биде многу занимливо и ќе биде многу смешно, но ќе биде многу корисно.
Тоа е така. Обично не се најавам со голема помпа, али за ова може да кажам. Дебати клима? Молам? Има дебатирање? Не, за бидејќи овакво луѓето бидат слободни, јас сум тука, кој сака може да разговараме, тука сум на овакво за одговарање на прашањата. Квалитетен живот, квалитетно предавање. Јас мислам дека наистина беше исполнета ова вечер со многу поуки, како што најавивме претходно, дека требаше се седне од прикласа да се запишуваме многу нешта. И наистина благодариме на томе за сите информации, кои што може би сме ги заборавили, може би не сме ги знаеле, сме се подсетиле. И јас би му остава, може би, пошто сад да ни зборувам, и го викам утре вечер да продолжиме, да се дружиме заедно, повикате си своите пријатели кои што може би не можеле оваа вечер, јас мојата пријателка не имаше оваа вечер, не може да биде. Ни најави интересно предавање, така што со радост и со очекување ќе го чекаме, ќе чекаме таа вечер и затоа ви посакувам убава вечер, сакам утре убав ден, па да се сретнеме да се видиме утре вечер.